Штрајк. Вакво известување стои на вратата на Фондот за здравствено осигурување подрачна единица Штип. Граѓаните, пациентите кои требаше да заверат документ беа вратени назад. Оние граѓани кои ги сретнавме пред Фондот во Штип, вела дошле за само еден документ, но за жал денеска не можеа да завршат работа. Имаше и такви кои од Виница дошле за ортопедско помагало, ама беа вратени назад. Да завериме потврдата за ортопедското помагало, ама штрајкуваат и не ја завериме. Треба ли да штрајкуваат според вас? Не знам. Не сме тука, од Виница сме. Дојдовте само за ова? Да. Нели знаевте дека штрајкуваат? Не знаеме, ние сме од Виница, не сме тука. Колабирано е последните 5 години. Толку ќе ви кажа. Јас знам, имам мајка со 2 хронични болести. На шалтерите на Фондот за здравство се извршуваа само неопходните работни задачи, како пријава на малолетно лице како член во осигурување, регулирање на осигурување за хоспитализирано лице и лекување во странство за итни случаи. Рецептите од Фондот за хронична и акутна терапија не може да се реализираат. На шалтерите на Фондот за здравствено осигурување се прима само документација, но нема исплата на капитација за матичните лекари, како и за лекови во аптеки. Раздвиженост се бележеше и пред аптеките, но поголем дел од граѓаните велат дека овде завршиле работа и дека купиле лекови со рецепт. Да, нормално. Нема никаков проблем. Со рецепт и препишан од лекар нема никаков проблем. Па да, сега да. Зимаме. Пензионери сме, што знам, немам некој проблем јас. Вработените во Фондот за здравство штрајкуваат бидејќи од 9 јануари. Со препорака од влада се бара намалување на примањата од 21%. Според синдикатот, со оваа одлука ќе бидат засегнати 831 вработен. Иако има намалување на платите, 25% ќе добиваат плата под минималната, а 25% колку минималната плата. Штипјани на терен се со поделен став. Дел од нив ги подржуваат вработените, а друг дел сметаат дека ова треба да биде последен чекор за исполнување на барањата. Го оправдувате ли овој штрајк со граѓаните како пациенти? Апсолутно. Не можам да го оправдам штрајкот бидејќи треба да ги искористат сите модалитети претходно на некој начин да дојдат до решение со владат, со пред се. Секој штрајк е оправдан. Нормално, шом си треба преку штрајк се тражат тие барањата да се исполнат, иначе на кој ќе каже, кој ќе ги изврши тие работи, никој. Денеска штрајкуваат вработените во Фондот за здравствено осигурување во цела држава. Пред да стапаат во штрајк, вработените се собраа пред просториите на Фондот, каде го изразија своето незадоволство.